Политиката без емпатија е болест, а независноста е незиниот лек. Денес со нас во студиото е психијатрот доктор Ацка Тушевска-Јованова, покрај тоа што е психијатар и независен кандидат за советничка листа од Град за нашите деца. Град за нашите деца, група Независни, граѓанска иницијатива или граѓанска група Независни. Ти благодарам што ја прифати поканата да поразговараме малку и за твојата кандидатура, но пред се за тоа како ја насловивме во договорањето на овој интервју, влијанието на политичките кампањи врз менталното здравје на граѓаните. Па вака, за почеток да почнеме, што ве мотивираше да се вклучите во ова изборна трка? Прво да кажам дека јас сум психијатар веќе 14 години, иначе во однос на здравството имам кариера од 23 години, имам здравствен стаж во медицината. Јас сум по сите аспекти печен доктор, значи сум ги поминала сите фази од развивањето на една лекарска кариера, така да психијатријата како изборна специјализација ми беше кулминација на она кон што јас тежнеам во својот живот и наоѓам голема сатисфакција. Меѓутоа, настрана од тоа што наоѓам сатисфакција, гледам и многу тага. Тага, многу тешки судбини. Јас работам со пациенти кои имаат психички пореметувања, меѓутоа тие пореметувања не секогаш се пореметувања зашто нас ни текнало така да се чувствуваме, туку заради низот на неповолни настани кои му се случуваат на луѓето. Така јас имам пациенти во моите ординации кои имаат не само психијатриски болести, кои имаат болести психосоцијални, болести на денешното време, болести на сиромаштија, болести на безнадежност, болести на една целокупна тага и општо намалено расположение. Во однос на мојата кандидатура, јас сум психијатар. Јас сум лекар кој се надеваме добро етаблиран не само во Прилеп, туку и во регијата. Јас не ме водат амбициите да бидам некаква власт и да имам некаква власт поинаква од таа што ја имам како професионалец. Мене ме води амбицијата да можам да го кренам гласот во име и на тие кои не можат да зборуваат, чиј глас е замолчен, во име на оние кои се чувствуваат тажно, изгубено и безнадежно. Дали, разговарајќи со вашите пациенти, детектирате огромно влијание буквално на лошата политичка клима, воопшто на функционирањето на институциите кои што придонесуваат во менталното здравје кај нашите граѓани, па и сакате да влезете во системот да можете да барем да дадете еден позитивен пример како би требало еден советник да функционира. Апсолутно. Многу од проблемите со кои се соочуваат моите пациенти не се од ендогена или внатрешна природа, туку се од природа надворешна, од стресогени настани, од континуиран стрес, кој е директно поврзан со начинот на нивното живење, со начинот на нивното битисување, со желбата за остварување нешто подобро и за себе и за своите деца, а со неможноста заради тоа што се поклопени од сите страни. Од ниедна страна не можат да пркнат и да излезат и барем да го кажат својот глас за нештото за кое што се залагаат. Или барем да го кажат својот став. Нашите луѓе, моите пациенти и не само моите пациенти се директни страдаат од директна последица на лошите политики кои се спроведуваат во нашата земја, која за жал е во транзиција уште од кога се распадна Југославија. Ајде сега тогаш да, ако веќе знаеме дека
сериозно влијание има врз менталното здравје воопшто општествената состојба, тоа е состојбата на општеството. Ајде сега малку да го отвориме како тема, рековме повеќе ќе правиме муабет со вас за струката или детектирање на овие појави кои што ги имаме во моментов од ваша гледна точка како професионалец. Како на менталното здравје на граѓаните влијаат предизборниве кампањи, ова бомбардираност со спотови, со црна кампања, со премногу нереалистични ветувања? Како тоа влијае врз менталното здравје на луѓето? Јас мислам дека луѓето веќе се станат и рамнодушни и апатични и гледаат посебно на кампањите, гледаат со цинизам, со неверување и со крајна апатија. Апатијата му доаѓа не само за време на политичките кампањи. Апатијата доаѓа од секојдневното живење, заради тоа што тие луѓе низ на години наназад се бореле со нешто со кое што не можеле да се изборат. Прво почнала борбата, потоа дошла рамнодушноста. А кога луѓето стануваат рамнодушни, тогаш не се во состојба и нивниот психички одбранбен механизам не е во состојба да прима веќе нови информации, поготово не информации кои не кореспондираат со фактичката ситуација и состојба која тие секојдневно ја гледаат и ја доживуваат. И заради тоа кај луѓето постои една научена безпомошност. Ние тоа и во психијатријата го имаме како термин, кај депресивните состојби, кога на некое дете или на некој адолесцент му се случуваат негативни ситуации секој ден и кога тој гледа дека не успева во борбата за да се избори за нешто, да дојде до некоја состојба на благосостојба, на душевна благосостојба, тогаш се јавува една рамнодушност која е всушност машка на длабоката психопатологија која ние ја носиме. Тоа дете израснува во возрасен човек, понатаму во нашите општествени услови гледа дека нема поинаку отколку да влезе во некоја партија, да е член на некоја партија, автоматски му е јасно дека за да е член во некаква партија треба да е послушник, треба да слуша нечии наредби и треба, како јас сакам да кажам, да го слуша шефот. Како едно дете, сега многу често слушаме од политичките партии, ние имаме толку млади сили во нашата партија, онолку млади сили во нашата партија. Шо едно 14, 15, 16 годишно дете, има и луѓе кои што се фалат дека јас сум од 16 годишен во таа партија, јас им велам немој да се фалиш, илегалец си бил некаде, затоа што сепак треба да има 18 години. Шо тие деца и каде ја стекнуваат таа желба воопшто да станат таму и каде ги правиме ние децата послушниците? Прво мислам дека има разлика во начинот на кој децата стануваат одредено партиски обоени а потоа доаѓа и послушноста. И то не кај сите деца и се надевам дека кај се поголем број на деца ќе има помала послушност. Меѓутоа детето одредената политичка ориентација всушност ја стекнува уште од најраното детство во својот дом, слушајќи ги своите родители. Така децата, како што децата се впиваат, бидејќи се тие сунгерести по природа и се учат, децата го земаат мислењето, однесувањето, размислувањето од оној во кој имаат најголема доверба и кој е најголем авторитет, а тоа е родителот. Децата уште од мали ги слушаат разговорите на родителите, а за жал во Македонија 90% од разговорите во семејствата се од партиска природа. Нас сите не интересираат одредени политички ориентации, кој како направил, што направил. Децата и како и возрастните се жилни за сензации. Сензациите привлекуваат и тие деца веќе го усвојуваат во своето психолошко ткање, во своето психолошко ткиво, го прифаќаат најчесто е ставот на родителите.
Така имаме ние деца кои имаат 15-16 години и веќе имаат одреден политички став. Јас не би го рекла во правата смисла дека е тоа политички став. Тоа е само политичка ориентација која е најчесто слична со родителите. Наследена, научено нешто што е од домот и нормално дека треба да е во домот. Меѓутоа не е нормално во домовите во Македонија да се разговара толку многу за политика. Просто се стекнува впечаток дека ние дома ништо друго не разговараме. Не разговараме за култура, не разговараме за спорт, не разговараме за некакви убави работи, туку разговараме само за политичките партии, за политичките ориентации, и тука природно веќе се надоврзува и говорот на омраза, се надоврзува начинот на однесување, кој претежно е вулгарно, насилно, осветољубиво, и од тука нас ни доаѓа една цела младина која е некако политички задоена, баш на спротивниот начин. Ако спомнавте дека состојбата која што преовладува и апатијата, или она состојба како што објаснавте, неспособност на организмот повеќе да прима информации кои што не се во согласност со реалната состојба која што ја гледаме во општеството, може ли да зборуваме за некаков вид на политичка траума кај граѓаните и она чувство кое што го имаме дека ништо не се менува, дека нивниот глас не вреди? Може ли да... Така. Политичката траума е од огромно влијание, врши огромно влијание врз населението, поготово на ова наша државичка, заради тоа што јас некако сакам да ја преточам во еден психијатриски ентитет на посттравматично стресно расстройство. Значи, ние живееме, 30 години живееме во одредени бомбардирања кои се пред се негативни и негативно настроени. Таа политичка траума е има огромно влијание врз граѓаните на нашава држава и сметам дека ние ја носиме и трансгенерацијски ја пренесуваме. Сметам дека безпомошноста на луѓето продуцира чувство, вие рековте дали е која не кореспондира со реалната ситуација. Меѓутоа, реалната ситуација е дека ние со секое излегување од дома, ние сме припремени, нашиот организам е припремен да добие само негативни одговори. Не постои институција, не постои било која, дали владина или невладина институција, каде ние знаеме дека кога ќе излеземе и кога ќе треба нешто да завршиме работа, ние не ја завршуваме. Секогаш фали по некој документ, секогаш фали по некаква работа или секогаш луѓето се ненадлежни за одредената работа и на тој начин ние премногу информации добиваме кои се негативни. Така да, таа безпомошност нас ни е реална и ние реално ја очекуваме и доколку сакаме нешто да промениме, не можеме да го промениме. Заради тоа што една работа не се променува во со таква леснотија и со таква брзина, барем во нашата држава. И заради тоа луѓето многу тешко прифаќаат новини, заради тоа што многу е полесно да живееш во комфортната зона, на безпомошност, не можам јас не можам да го сменам. Многу е лесно за една мајка да каже дека ништо нема да бидува од ова што јас го работам, или пак еден работник да каже дека не смеам јас да се побунам и да го кренам својот глас, оти ќе ме избркаат од работа. Тие се реални закани кои луѓето реално ги доживуваат. Или за еден млад дечко кој завршил со мака факултет, покрај онај кој не завршил со мака факултет, туку ја добил дипломата, а знае дека треба да влезе и ја купил, а знае дека за да може да влезе на некое работно време, место треба да лепи плакати, да почне од најниските нивоа на хиерархија во партиските ходници, за понатаму да се искачи. Сега покрај тие лепење плакати, различни партиски услуги кои што ги бараат партијата за да би добиле
гласови, потоа нудат нормално ветуваат брда и долини, кон оние кои што не се членови на партиите, кога се обраѓаат, многу често користат и манипулации, за да би го привлекле нивниот глас. Колку е реално, затоа што ние сме држава која има многу често избори. Ние во последниот 20 години може сме имали 10 изборни циклуси, тоа е на секои 2 години. Колку е опасно за психолошки аспект колку се опасни тие манипулации од психолошки аспект? Секоја манипулација е опасна. Посебно за психата на човекот, заради тоа што човекот се чувствува, знаете како, ние си ги подценуваме луѓето. Луѓето можеби или ние не сме најинтелигентни на планетава, меѓутоа не дека сме и со недоволна интелигенција. Кога луѓето ќе го почувствуваат тоа и на сопствена кожа, тие многу добро знаат да проценат. Може би за разлика од некои други луѓе не знаат да го објаснат професионално, меѓутоа тие го чувствуваат. Така да ви гарантирам дека не постои човек што не почувствувал манипулација. Меѓутоа прашањето е кој е мотивот зошто таа манипулација се прескокнува. Значи, прилично е погубна по психата на човекот манипулацијата, заради тоа што човекот ја препознава, а потоа му треба да ја обработува таа манипулација и да ја проџвака, како што јас велам, за да може да дојде до некоја свесност, и до некое мислење. Сега кога се доаѓа до некоја свесност, обично е таа манипулација дека треба да се исплука, ако ја джвакаме и ако нас не ни одговара, треба да ја исплукаме. Проблемот кај нас е што заради различни причини луѓето, заради стравот, зашто стравот е најмоќното чувство на парализирање на луѓето, страв за себе. Чувството со кое најлесно се манипулира. Најлесно се манипулира со стравот, страв за себе, страв за семејството. Ние, место да го исплукаме тоа, ние го проголтуваме. И кога ќе го голтниме, тоа нормално ни прави мачнина во стомакот и мачнина на целиот организам. И тоа оди во еден зачаран круг нон-стоп и нон-стоп. Зошто? Зошто размислуваме дека дај сега да почутам, зашто мене утре детето ми е за вработување, задутре ми е баба ми за во болница, тетка ми за ваму и чичко ми за таму. Јас мислам дори не е најстрашниот момент кој што кога се плашиш и се се ставаш под тоа влијание за да премолчиш заради одредено, не знам, да не трпиш некакви последици заради одредено вработување. Страшното е што после тие ситуации веќе почнуваат одреден број на луѓе да живеат со тој и свесно да го прават. Апсолутно, апсолутно значи, свесно го правиме. Значи, сета таа работа која што ја правила со страв, почнува да го прави со однака со предаторски инстинкт. Ние мора да се идентификуваме со предаторот за да можеме да преживееме. Тоа е значи класичен психолошки механизам. Долго време трпам одредено малтретирање од одредено лице, за да можам да направам некако да престани тоа малтретирање, јас морам во ставовите и во однесувањето да се приклонам кон лицето кое мене ми правело најповеќе малтретирање, кое ме малтретирало најповеќе. И заради тоа е така, кај нас ние мора да се идентификуваме и да ги прифатиме тие идеи, дека всушност биле наши идеи и наш начин на однесување, за да можеме едноставно да преживееме. Тоа е еден основен механизам, психолошки механизам, кој ние сите луѓето го имаме и за жал децата го учат. За жал, некаде е за жал, а некаде е корисна адаптација за да може да се развива непречено одредена психа на одреден механизам, на одреден организам. Така да луѓето обично најчесто се случува тоа да малтретирачите ги малтретираат подчинетите, подчинетите стануваат исто така малтретирачи на некои други подчинети. И секогаш кругот оди во еден во друг, како алка се нижат една на друга, за да може како механизам на преживување да опстани. Кај нас
Посебно е карактеристично тоа кај нас, меѓу нашите луѓе, што ние не можеме да се носиме со таа количина на анксиозност, фрустрираност и ние мора некаде да се растеретиме. За да можеме најлесно да ја растеретиме, најлесно и најбезболно за нас е да почнеме да се однесуваме како тој кој ни ја причинал таа анксиозност. Или одење по линијата на помал отпор. Па одење по линијата на помал отпор, да. Ако влезете во Советот, покрај тоа што сте професионалец, реализиран доктор, вие сте пред се жена. И во едно видео кој што имате, во кој што се обраќате кон јавноста во прилепи и го барате гласот, велите дека секој ден се соочувате со жени кои што трпат насилство, со семејства кои што се подложени на одредено насилство и немаат каде да побараат помош. Како тука политиката може да помогне, ама со реални мерки, не со флоскули кои што ги слушаме на секој чекор? Семејното насилство е моја болна тема, да речам, и на размислување и на реализација, заради тоа што како доктор јас немам, ајде да не речам секој ден, меѓутоа секој втор ден доаѓа жртва на семејно насилство. Под семејно насилство, жртви на семејно насилство, не ги подразбирам само жените, тука ги мислам спаѓаат и мажите. Иако процентуално поголемиот процент го држат жените. Заради нашево патриархално општество и подреденоста на машко-женските улоги таму кај што се. Многу ми е тешко што јас, освен со психијатриски преглед, освен со разговор и освен со вентил каде можат тие да се истишат, немам начин, на друг начин немам како да им помогнам на тие жртви. Сега да, но доколку влезете во Советот, сепак може да се подигнат предлози, мерки кои што може да се смени. Жртвите на семејно насилство се институционален проблем. Значи не се само проблем на нашиот град, туку на целата држава. Заправо не се само проблем и на државата, туку и на целата регија и на целиот свет. Меѓутоа, некаде постојат држави кои подобро му се организирани тие работи во однос на заштита на жртвата на семејно насилство. За жал, кај нас институциите, иако ние декларативно постојат законите, меѓутоа тие закони не се реализираат така како што треба да се реализираат. Не мислам дека можам премногу да направам во однос на целосно да го сменам статусот на жените жртви на семејното насилство. Меѓутоа сметам дека како психијатар, бидејќи и во моето работно време јас сум и член на неколку невладини организации, посебно на две невладини организации кои се занимаваат со жените жртви на семејно насилство. Мислам дека ако ние ја зајакниме комуникацијата со одредени невладини организации, мислам дека можеме да бидеме поефикасни во давање на брз одговор на жените кои во моментот се жртва на семејно насилство. Во секој случај поголема помош од општината до организациите кои што се занимаваат со тој проблем. Што може да ги координира, да ја координира врската помеѓу психолошките, психијатриските служби и невладините организации. Иако велам јас, ние имаме прекрасна соработка, меѓутоа тоа лично од мене е на волонтерско ниво. Меѓутоа, доколку има одредена подобра, подцврста комуникација и поддршка од општината, може да се размислува за отварање на центри за ментално здравје кои ќе бидат насочени во активен одговор на жртва на семејно насилство. Овде не зборувам само за жените, зборувам и за децата, зборувам и за маргинализираните групи, а исто така зборувам и за старата популација. Општината е таа која може да обезбеди и место и простор, па и во крајна линија и финансиски средства, за да може
ние поактивно да се занимаваме со тоа што сакаме да се занимаваме. Жените жртви на семејното насилство денес немаат каде да се обратат. Декларативно имаат каде да се обратат, меѓутоа се обраќаат по 10 пати во полиција, доаѓаат кај мене како психијатар, како болница, како здравствен работник, јас можам да ги слушам. Меѓутоа, од кога ќе излезат од вратата, јас не можам да влијаам. Можам да се јавам во центарот. Имавме страшен случај сега баш пред неколку недели, баш од тоа неодговорно несување на институциите. Знаете како, ние имаме некоја лоша навика да си ја префрлуваме топката едни на други. Мислам дека дел од системот сум и јас. Јас се трудам да не речам не на одредени работи. Дали не сме шампиони во ненадлежност? Да, шампиони во ненадлежност и тука се јавува таа беспомошност на жената, заради тоа што жената, јас спомнувам жена, меѓутоа мислам на сите жртви на семејно насилство. Беспомошност заради тоа што еве последната пациентка ми рече дека 7 пати звонев во полиција. Му пишав и на министерот, не ми одговори. Јас не знам каде веќе да се обратам. Ми го натепа детето и јас ја прашав, а зошто не пријави наставничката на училиште и е страв. Значи, не е битно. Ние не зборуваме од која страна на институциите на жената не и се помогнало. Јас мислам дека сме сите ние во тој круг и треба да се најдат и начини и механизми, а мислам дека можеме да најдеме начини и механизми да може поорганизирано да и помогнеме на таа жртва на семејното насилство. Можеме да имаме центар кој не бара многу просторно опремување. Центар во кој што ќе знаат каде жртвите на семејно насилство ќе се обратат. И тој центар да работи. И ќе бидат безбедни. Во однос на безбедноста треба многу работи да се преземат, зашто жените и останатите жртви на семејното насилство не се безбедни. И тоа всушност нив ги оневозможува и ги спречува понатаму да пријавуваат на институциите. Зашто знаат дека тие ќе си појдат дома од кога го пријавиле насилството и дека може да се случи и најстрашното. А ние гледаме во Македонија дека се случува најстрашното. Значи, јас во Прилеп не сум сигурна да не дезинформирам, меѓутоа не сум сигурна дали постои безбедна куќа. Мислам дека таа безбедна куќа не е проблематично за да се оствари и дека со поддршка на општината дека можеме да ја оствариме. Мислам дека не е никаков проблем да се обезбеди простор каде што жртвите би се чувствувале безбедни, дека насилниците знам дека една невладина организација има некакви станови под кирија, меѓутоа не држете ме за збор, не сум сигурна како е тоа регулирано. Меѓутоа, тоа не е некаков голем проблем, али нас не ни треба само безбедната куќа. Нас не треба адекватен одговор од полиција, нас не треба адекватен одговор од лекарите, нас не треба адекватен одговор и брз одговор од Центарот за социјални работи, така да мислам дека ако се створи прилика за тим кој би ги имал само задачите за конкретните потреби, мислам дека би било многу добро каде можат луѓето да побараат и да ја добијат, за да не бидиме само, како рековте вие, на празни флоскули и да речеме ние се грижиме за жените. Не се грижиме доволно. Докторка, дали сите овие аномалии кои што ги набројавте досега во општеството, кои што дефинитивно идат од многу аспекти, сите сме соучесници за ваквата состојба на нашето општество, дали искрено ја гледате само во независното делување низ институционалните кругови, полека да се ослободува ова општество од партиските стеги, или како што вие велите, независноста не е само став, таа е избор да бидеш чесен, храбар и одговорен. И најважно пак затоа што си ветив дека ќе пробам да го поврзам секое прашање со вашата струка и како ја поврзувате независноста со менталната стабилност на ова општество? Независноста во многу аспекти на животот јас ја поврзувам со психичка зрелост и со емотивна зрелост. Човек треба да биде доволно зрел за да може
да се декларира себе си како независен. Таа независност, ние сите сме зависни од некој. Меѓутоа, сметам дека психички зрел човек ја бира независноста во смисол на независно искажување на својот став и независна борба да може да се реализира тој став. Нашите ставови се променливи, се менуваат. И тука ја гледам независноста, зашто ние сме суштества кои цел живот учиме. Ма легитимно е промената на ставот, тој некојаш еволуција. Апсолутно, не само што е легитимно, туку е пожелно. Мене никогаш не ми било страв и срам да кажам дека јас сум го променила ставот за нешто, зашто сум добила доволно информации кои мене ме убедиле во спротивното. Ниту пак е срамота човек да биде партиски обоен. Јас не гледам никаков проблем во партиската обоеност. Јас гледам проблем во партиската послушност и тоа беше еден од моите мотиви зошто јас се приклучив на оваа граѓанска група. Верувајте, мене не ми беше лесно. Не ми е лесно ни да зборувам пред камера. Оние кои ме познаваат знаат колку ми е лесно да зборувам настрана од камера и колку можам да кажам. Меѓутоа, излегов од својот комфор, зашто утре јас не сакам моето дете да ме праша зошто ти си спиеше на ушите, мамо, досега и што направи, и јас да му одговорам, па фино ми беше да си седам дома, завиткана и да гледам телевизија. Лично сметам дека секој човек има легитимно право да биде во било која партиска да биде со било која партиска припадност. Меѓутоа, ако тоа го прави од честност, од ставање на целокупните интереси, на човечките интереси, зашто ние стасавме во ситуација да се бориме за основните интереси човечки, за основното достоинство. Основните потреби. Јас често пати со колегите разговарам и велам дека немаш добар човек кој е гладен. Секој човек кој е гладен е лош човек. Секој човек кој е гладен не може да го извади благородното од срцето. Значи, мора да му се подмирени сите основни потреби. Ние дојдовме во ситуација во Македонија да треба да ги подмируваме основните потреби. Заради тоа, јас решив да излезам, знам дека често пати се зборува, доста е од лекари во политиката, меѓутоа политика е секој политички став. Добро, во секој случај советник не е полно работно време, тоа се неколку, 1 до 2 седмици месечно, вие ќе си останете на работното место, градоначалник е сосема друго, затоа што во однос на работното време јас вие како професионалци секако треба да сте советници на секаде и да помагате во општественото живење, тоа е сосема друга работа. Апсолутно. Јас имам не само полно работно време, јас работам и вон работно време, заради тоа што ние, посебно психијатрите, имаме една таков збир на граѓани, а сите сме психијатриски пациенти во одреден период од животот, кои имаат потреби сега и тука. Мене често пати ми се случува да, кога тргнам на пат, разговарам со некој пациент или пациентка по 2 сати. Од Прилеп до Скопје, например, да разговарам цел пат. Со тоа веќе се имаат помирено и мојот сопруг и мојот син, дека тоа е едноставно не е само работа, ова е мој стил на живот. Докторка, одлично е кога еден професионалец, особено во одредени професии, не ја смета професијата само како обично водење на работа и враќање дома како начин на живот, и дефинитивно доктор бива само така, барем според мене, тоа се неколку професии, пошто повеќе се викат и призванија него професија. За крај би сакал да ве прашам, ако ја гледаме општината како организам, еве сега, општина Прилеп да и се ополиме како организам, според вас каква е менталната и психичката состојба на нашата општина? Нашата општина е поприлично болен организам и во психички и во соматски аспект. Значи, нашата општина е една исцрпена старица која е изфрустрирана, која ја болат сите делови на телото и која не гледа некаква иднина. Меѓутоа се уште чука срцето на нашата општина
И се уште постојат сили во нашата општина, барем од нашите помлади, кои навистина не сакаат да заминат од Прилеп и од нашата општина и кои сметам дека имаат доволно критичен став и сила да можат да ја заживеат општината и да можат да го зацелат и оздрават организмот на општината, кој бил маван од сите страни и кој е толку многу исцрпен и е на колена, меѓутоа заеднички мислам дека можеме сите да постигнеме нешто подобро за нашата општина. Мислам дека нашата општина може да оздрави ако е во правите раце, ако е водена од луѓе кои имаат честност, имаат морален интегритет, кои немаат криминогено досие и кои можат и знаат како напред да ја тераат нашата општина. За крај, порачајте им на оние кои што вечно велат, ама нема ништо да се смени, сите се исти. Не сме сите исти. Им порачувам дека навистина не сме сите исти, меѓутоа сите имаме одговорност. Во овие периоди, во овие моменти, нашата одговорност е да можеме нешто да направиме. Секој долг пат почнува од првиот чекор и секоја промена на светот започнува од промена на нас самите. Доколку ние почнеме во нас и околу нас да ги вршиме промените, јас сметам дека ќе има иднина за Македонија и за оваа општина. Ви благодарам за разговорот и за мене беше големо задоволство да го дисецираме вака психолошки Прилеп. Ви благодарам и вам. Ви благодарам што гледавте, се гледаме во следно интервју.